Благодарам, подпредседателя. Јас имам 3 пратенички прашања, секако кои што доаѓаат од граѓаните, односно оно што е актуелно од граѓаните што го прашуваат, па го преточуваме од пратенички прашања и секако моите прашања очекувано се поврзани со областа култура, односно културно наследство. 3 прашања имам. Првото прашање може да ми го одговори или гледам заменикот министер за култура или премиерот, а може и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, бидејќи го допира и тој сектор и таа област. Станува збор за Старата Скопска чаршија, нешто што е многу актуелно и што многу граѓани веќе прашуваат што се случува во Старата Скопска чаршија. Ќе потсетам само дека Старата Скопска чаршија е заштитена како културно наследство од особено значење во 2008 година, што подразбира и одреден степен и режим на заштита и одредени механизми за низина реставрација, конзервација и зачувување на автентичната состојба, зборам автентична бидејќи станува збор за недвижно културно наследство. Меѓутоа, изминативе неколку години гледаме дека во Старата Скопска чаршија се случуваат навистина неубави работи, неубави слики. Ликот на чаршијата се менува, визурата се менува, а со тоа се загрозува и степенот на заштита и веќе не знаеме дали ова културно добро ги има критериумите да остане заштитено културно добро од особено значење. Именно пред неколку години се сруши култниот објект Менада, на местото на Менада се изгради една зграда која што никако не соодветствува со архитектурата на Старата Скопска чаршија, а пред неколку месеци тоа се случи истото и со објектот Шар. Објектот Шар е култен објект во Старата Скопска чаршија, кој што во моментот е срамнет со земја. Значи нема ништо останато од тој култен објект, а на негово место се гради нов објект, кој што за жал никој не знае што ќе биде, бидејќи нема ниту поставено табла, информацијска табла на која што треба да пишува кој е инвеститор, што се гради, под која дозвола и слично. Значи, прашањето се однесува конкретно, затоа реков, може да ми одговори или заменикот министер, или премиерот, или министерот за внатрешни работи, бидејќи според моите сознанија, надлежните институции, како што е Национален конзерваторски центар Скопје, веќе реагирал до Министерството за култура. Министерството за култура, колку што сум запознаена, веќе направило увид, односно инспекторите направиле увид и тие се заклучоците се испратени до Министерството за внатрешни работи. И тука е застаната целата работа. Во меѓувреме чаршијата се уништува. И во меѓувреме ние го губиме едно од најатрактивните туристички места во Скопје, да не изборам колку губиме со тоа што не е се уште отворени музеите на Скопското кале и што се случува. Така да се надевам дека ќе ми го одговорите прашањето зошто нема никаква реакција, зошто се уште се гради некој објект за кој што никој не знае ниту како ќе изгледа, ниту под која дозвола е. Знаете ли дека се прекршени законите? Тука имаме ние, значи според законот за Стара Скопска чаршија се предвидува и кривични казни, прекршочни кривични казни. Тоа е првото прашање. Второто прашање се однесува на Министерството за култура. Овде го гледам заменикот министер за култура и станува збор за неодамнишната ваша посета премиера заедно со министерката за култура во Љубојно, во Преспа, каде што промовиравте отварање на центар за македонскиот јазик и тоа е одлична иницијатива, ја поздравувам. И денеска бевме заедно со министерката на јавна расправа на Законот за македонски јазик. Се надевам ќе бидат уважени и прифатени забелешките од стручните лица кои што денес одлично дискутира. Станува збор за школото, значи за второто училиште во Македонија. Јас тука морам да потсетам дека првото училиште во Македонија, кое што е започнато со работа во 1943 година, е во Подвис, тоа е Кичевско, Подвис селото, ништо не е направено. Значи, покрај тоа што имаше подготвен елаборат, веќе 5 години е се застанато и таму ништо не се случува. Првото школа во Македонија е руинирана е зградата. И сега второто школа, Љубојно, значи се е убаво, поздравувам тоа што беше промоцијата, но зашто се однесува прашањето? Во 2020 година, поточно на 20 декември, тогашниот премиер Зоран Заев објавува статус на Фејсбук, имаше и вести тогаш, значи во медиумите, дека ќе се реконструира зградата, дека ќе се направи, значи повторно ќе се обрне внимание на второто парит училиште со настава на македонски јазик и при тоа вели:
Возрастните и децата од Љубојно наскоро ќе видат оваа зграда обновена во нов сјај, како влада обезбедивме првични 30 милиони денари за Центарот за грижа и промоција на македонскиот јазик, кој ќе постои на местото на старото училиште Димитар Влахов во Љубојно. Сега, значи, во пред неколку денови, премиере, вие бевте да го промовирате истото. Моето прашање е малце незгодно за вас, бидејќи вие не сте биле премиер тогаш, ниту пак овие, значи, истата министарка за култура и заменик, но од граѓаните прашањето и мора да прашам каде отидоа тие 30 милиони денари кои што во 2020 година владата на Република Македонија ги одвоила за истата намена за која што вие пред неколку дена кажавте дека ќе одвоите 163.000 денари, кои што ви ќе провери, веќе се одвоени за таа намена. Тоа е второто прашање. И третото прашање е повторно од областа на заштитата на културното наследство. Ке го спомнам извештајот, несрекниот извештај на Државниот завод за ревизија, каде што сите знаеме, значи да не се повторуваме кои се заклучоците, дека е страшна состојбата со заштитата на културно наследство во Македонија, катастрофална, многу недостатоци, многу забелешки има во тој извештај Државниот завод за ревизија. Имаше и пред минатата недела една интересна сторија од ТВ24 во кој што навистина видовме една неубава ситуација, граѓаните реагира кој тоа одлучува за заштитата на културното наследство во оваа држава. Прашањето до Министерството за култура во овој случај е со оглед на тоа дека е во тек конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес во културата во Република Македонија. Многу е важен секторот заштита, но во минатото се објавува членовите на комисии. Оваа година не се објавија, но по барање на граѓаните јас ќе поставам прашање дали може да ми кажете кои се членови или барем председатели на комисиите кои се конкретно за заштитата на културно наследство. Тоа се комисиите за музејска дејност и заштита на нематеријалното културно наследство, комисијата за библиотечна дејност, комисијата за недвижно културно наследство и за заштита на аудиовизуелни добра. Значи ве молам да ми одговорите кои се членовите на комисиите или председателите, односно и нивно име и презиме, афилијација и искуство во дадената област. Ви благодарам.